Благодарам, почитуван потпредседателе, почитувани колеги, почитувана председателка на комисијата. Вистински документ во вистинско време. Минатата недела имавме една точка на дневен ред за која што разгледувавме еден исто така важен документ, а тоа беше извештајот на Народниот правобраник за 2019 година. И тогаш без никаков цинизам во дебатата констатиравме и се согласивме со заменикот народен правобранител дека, бидејќи ги гледавме институциите кои што не постапуваат, а вие како и вие, така и таа институција, не сте репресивен орган и работите само по препораки, констатиравме дека можеби после 30 годишно непостапување, без разлика кој бил на власт, можеби е дојдено времето да кога ќе се разгледуваат такви извештаи, вклучително и ова национална стратегија, освен вие како представници, како лицето на институцијата, да седат и оние представници кои што не постапуваат по однос на вашите препораки. Секако ова е прв пат документ кој што го разгледуваме и морам да кажам како и останатите колеги секако дека го поддржувам, нормално е тоа, нема тука збор, немаме дилеми, но еве еден предлог, ако сакате. Значи да бидат до вас тука наредени сите институции кои што не постапуваат. И јас пак тука ќе кажам, минатата недела ве прашав и ви благодарам на одговорот за местото и улогата на вице-премиерот за борба против корупција. Сметам, исто така без цинизам, затоа што пресериозна тема е за да говориме во завиена форма, сметам дека денеска требаше да биде овде, да слуша, па за да координира. Нели он координира. Бидејќи не го гледам во извештајот неговото место и вие кажавте дека не ги знаете неговите задачи. Јас се сеќавам на една пресконференција на премиерот кој што даваше писма на задолженија на сите министри, па можеби можете да го побарате писмото во кое што се точно нотирани овај неговите забелешки. Значи можеше и требаше денеска и тој да биде тука. Дозволете на почетокот да дадам 3 мои забелешки по однос на стратегијата и 2 предлози по однос на она што успеав да го видам. Имено во делот каде што ги објаснувате недостатоците во правосудството, ме интересира зошто не се опфатени нотарите и извршителите како да кажеме дел од таа правосудна или судска граѓа, како и да е. Значи ги нема, не можеме да ги видиме во извештајот, што во стратегијата, што верувам ќе се согласите со мене, и таму има што да се види, а особено во периоди кога и текако владее огромна сиромаштија. Носиме закони ние како законодавен дом, ама сведоци сте, предпоставувам, следите во јавноста дека дел од овие институции, да кажам, не ги почитуваат, па на граѓаните им зимаат се она што ќе им дојде на нивните сметки. Исто така во делот на правосудството, каде што велите дека потребно е дополнување на кодексите за професионално однесување на судиите и јавните обвинители со коментари и примери, како и дополнување на Законот за јавното обвинителство. Тука, еве вака, гласно размислувам, значи, кодексите на судиите и јавните обвинители може, а и не мора да имаат обврзувачки карактер. Така, тоа зависи до личноста, до неговиот личен интегритет, до сета она морална вертикала која што секој поединец ја има. Покрај толку многу политички монтирани случаи, за жал, кодексот според мене не би бил решение, туку можеби ветингот би бил едно од решенијата. Гласно размислувам. Тоа се вака забелешките кои што сакам да ги укажам. И една која што е поврзана со нас како законодавен дом, не сте го нотирале флагрантното кршење на европското знаменце во собранието, а тоа е нотирано во извештајот од Европската Унија.
И да не ви набројувам само колку закони се донесени со злоупотреба на европското знаменце. Јас тоа не можам да го заборавам затоа што бев во тој мандат. Законот за двојазичност е исто така со злоупотреба на европско знаменце и со злоупотреба објавен. И замислете, денеска функционира, то не може да остане така. Значи, мора да се види како што многу други работи не можат да останат така во државава, вклучително и на некои сега веќе непостоечки институции, што работеле, какви коруптивни сделки правеле и така натаму и така натаму. Но ќе дојде време за се. Значи, тоа е забелешката по однос на правосудството. Европското знаменце е многу важно и требало да го вметнете, затоа што тоа и текако многу кажува за нас како собрание, бидејќи ние сме мониторирани. Сега, една моја препорака, бидејќи вие согласно новиот закон кој што е донесен 2019 година и согласно член 17 од законот, вие имате право да ги анализирате законите од аспект на корупција, така? Еве веднаш едно мое барање или заложба, да го анализирате законот кој што се донесе пред неколку месеци за подарување практично на 33 милиони евра на Гама Мак Петрол. Не навлегувам во материјалната содржината на законот. Туку што беше 3 дена и 3 ноќи тука опозицијата говореше, ама за жал се донесе. Значи, не може со закон, тоа го говоревме, закон да се решаваат судски спорови. Тоа е една таква негативна парламентарна пракса, која што наликува на она законско решение, знаете, во 90-тите, кога се донесе законот за приватизација, па од тогаш економската карта на државата се смени. Сега, таков закон е и овој. Еве вака, ако сакате, и мислам дека требате, имате надлежно согласно членот 17, овој закон да го анализирате само во таа сфера. Затоа што, да подсетам, државниот првобранител, имам еден куп документи, претпоставувам ги имате и вие, државниот првобранител се изјаснува дека тоа ќе наштети на имотната состојба на Република Македонија. Не навлегувам понатаму во материјата се што тоа следи. Значи, тоа е една моја забелешка, не забелешка, туку еве предлог и уште еден предлог во заклучоците во кои што вие ги давате. Набројувате тука многу, велите неекзистентна регулатива што остава простор за злоупотреба и поттикнување на коруптивно однесување во делот што се однесува за собрание, бидејќи ние заедно треба да бидеме партнери во развивањето на националната стратегија и нејзино спроведување. Нејзино спроведување е важно. Да ни доставите една листа на закони кои што претпоставувам до сега ги имате изанализирано, каде ние како парламентарци треба да интервенираме. Не по скратена постапка, не со европско знаменце, односно, оному каде што е потребно европското знаменце, ќе се повикате на меморандум, се знае, во деловникот пишува како тоа треба, и тоа да го направиме. Не гледам причина тоа да не го направиме. Визијата, почитувана председателке, која што ја имате, жалам немам време, имав многу за зборување, визијата која што ја имате, искрено сакам да се реализира, но како да ви кажам, Фалконе да дојде и Елиот Нес да дојде, не случајно овие две имиња ги спомнам, затоа што после борбата на Фалконе во Италија се менуваат на 6 месеци влади. Се додека оној коруптивен метастазирачки елемент не е тргнат, и Елиот Нес не можат да ни помогнат за вакви меѓународни скандали како што е моментално со пасошите, со дрогата. Значи ние, како да ви кажам, на сите, вклучително и на вас, претпоставувам, треба да ни е срам што наместо да се бориме Република Македонија, ова го нагласувам Република Македонија затоа што почитувана председателке, името на државата е сменето под уцени, со закани и со корупција. Значи тоа треба да на нас треба да ни биде звезда водилка
Швајцарија на Балканите да бевме. Ама ние, за жал, станавме Колумбија на Балканите. Американската деја да се вклучи во борба против наркокартели, атентатори, убийци, тоа значи дека нешто е труло, многу труло во оваа држава, што некој упорно сака да ја направи дека е пропадната држава. Ја не сакам да се сложам со тоа. Има во оваа држава, да ја докажам мислата, се извинувам, има во оваа држава потенцијал и капацитет. Само треба истиот да биде искористен. Благодарам.